Емисијата Став се емитува како дел од проектот Развој на општествена одговорност. Во неа ќе се обидеме да ги актуализираме сите прашања кои што беа поставени од учесниците на трите фокус групи кои што ги реализиравме. Најголем дел од прашањата на фокус групите се однесуваа на тема екологија и животна средина, па затоа вечерва разговараме со председателот на Кумановското еколошко здружение Кумановски акцијаши Јусуф Латифи. Господине Латифи, добро вечер и ви благодарам што одвоивте време за овој разговор. Добро ве најдов. Здруженијето Кумановски акцијаши е единственото здружение кое во градот активно работи на уредување чистење на животната средина. Изминатиот период, мислам за 2 или 3 години од постоењето, доколку не се лажам, реализиравте бројни акции. Ја знаете ли купната бројка на акциите кои што беа реализирани? Секако. Видите, Кумановски акцијаши постојат од април 2015 година и во тој временски распон, значи 2015-2018 година, што интерни акции, што покрупни акции, имаме вкупно реализирано 172 акции од различен тип. Тука пред се таа бројка се зголемува со една наша манифестација што имавме во периодот мај-август 2015 година, каде што секој член на Кумановски акцијаши имаше задача да ја анимира својата средина и таму да се направат локална акција во смисло на уредување на улица, зелена површина и така натаму. Акциите ги реализиравте на различни локации, почнувајќи од речното корито, кејот, приградските населби и слично. Па да, видите, карактеристика на Кумановски акцијаши што од самиот почеток заседе еден таков став дека активностите треба да бидат координирани заедно со локалната самоуправа и јавното претпријатие Чистота и зелено, кое е директно на некој начин одговорно за одржување на зелените јавни површини. Како сте задоволни од таа соработка, како тече изминатиот период? Па видите, јас и на сите средби што од локален, регионален, национален, меѓународен карактер потенцирам дека сите тие треба да го следат пример на Куманово, значи таа соработка или јас често велам триаголник. Општина Куманово, ЈП Чистота и зеленило и Кумановски акцијаши, значи како симбиоза, фантастично делат. Што е со граѓаните, се вклучуваат ли тие во акциите? Па видите, тука е и најголемиот проблем. Значи, на Куманово не му недостасува идеја, не му недостасува акција, на Куманово му недостасува вклучеността на граѓаните, индивидуално или групно, кои на сите наши позиви буквално се глуви, нема одзив, можеби ќе се јави еден до двајца граѓани, меѓутоа ако по оние показатели што неформално во Куманово има некаде 115.000 житела, ако ви дојдат на таква акција еден до двајца луѓе, тоа е минимална, уствари јас велам апсолутна нула. Зошто е ниска свеста на граѓаните за одржување, за вклучување во ваквите акции и што би требало да се преземе? Видите, на ова тема извршниот одбор на Кумановски акцијаши расправаше некои 4-5 седмици, затоа што на нашиот профил и на нашата мејл адреса пристигнуваат фантастично голем број на предлози на граѓани. Укажуваат на аномалии, еколошки загадување, формирање на диви депонии и така натаму. Меѓутоа сега кога ќе дојде оној момент тие исти граѓани да се вклучат, ги нема. Значи иницијатива постои. Она што ние еколозите најчесто велиме еколошка свест врз основа на иницијативите, значи постои, меѓутоа или е намерно потисната, или па има разноразни причини, некој граѓани пати од некој комплекс сега, ако излезе да исчисти, некој што го познава ќе мине и ќе каже па зошто ти тоа го правиш. Ако се сеќавате, јас на мојот профил имав една реакција каде што одредена група на видни луѓе ме критикува дека сето она што го правам е бадијала. Меѓутоа, ако сакате да иницирате развој, односно да го потикнете развојот на еколошката свест и култура, морате практично да делувате. Сега ние се
обидуваме да привлечеме што повеќе млади луѓе, да ги едуцираме и практично преку еколошките работилници во сите училишта, без разлика основно средно училиште, за да го започнеме тој процес на едукација во системот на овој образование во согласност со самиот систем, затоа што не можете да действувате во училиште ако за тоа согласност од училиштето немате, ниту пак да нешто направите надвор од системот на образование со самите граѓани, ако зад вас не стои локалната самоуправа. Значи, во една заедничка координација, значи општината и ние, да го започнеме тој процес некако по, како да кажам, агресивно. Да, веќе ги споменавте учениците, интересно е што тие се вклучени речиси во сите акции кои што ги реализиравте. Колку покажуваат тие интерес да се вклучат во ваквите акции? Па видите, јас многу пати кажав дека за Куманово е добро што кај младата генерација интерес има. Ако кажам еден податок дека имаме ученици од основни и средни училишта негде 272, каде што буквално старосната граница на просекот на кумановски акцијаши е некаде 15,9 години, покажува дека интерес кај младата генерација постои. Меѓутоа во добар дел тие млади луѓе се некако потиснати од дома. Па зашто тие тоа го правиш, нека излезе друг некој. Ние се додека се вадиме на оно зашто јас, а не некој друг, мислам дека упорно ќе си стоиме тука каде што сме. Каква е состојбата на терен по чистење на одредена локација? Се одржува ли тој простор или? Па видите, морам да кажам дека јавното предпријатие Чистота и зеленило во последните месеци агресивно. Значи, изведува акции на терен, ние колку можеме да бидеме вклучени во таа нивна шема, се вклучуваме и морам да кажам дека за пофалба е што јавното предпријатие во овие последни 3-4 месеца навистина се труди да ги одржи зелените јавни површини, меѓутоа проблемот се јавува пак тука оној фактор граѓанин, несовесен граѓанин, каде што имаме X случаи, контейнерите ќе се испразнат, меѓутоа граѓанинот наместо во тој празен контейнер да го фрли сметот, до него го спуста. Што е со садниците кои што ги засадивте? Дали успеа, имаше мислам и ситуации каде тие беа украдени или уништени? Па добро, има. Меѓутоа, она што во последно време се сади е се уште на терен, значи се уште оние, како да ги кажем, штеточини, под наводници, или не направиле план што ќе уништат. Меѓутоа, факт е дека се обидуваме да засадиме што повеќе садници, во овој временски период се сади, и кумановски акцијаши ќе имаме сега во овој нареден период 3 такви акции заедно со јавното предпријатие Чистота и зеленило и општината Куманово. На фокус групите кои што ги организираше Телевизија Плюс, кумановци како еден од најголемите проблеми во Куманово ги истакнаа дивите депонии. Што со нив? Еве имаме ситуации, мислам дека и вие се вклучувавте во некои акции, јавното предпријатие постојано во текот на годината можеби по 3-4 пати се чисти на една иста локација, но за кратко време таа повторно прераснува во депонија. Доволен ли е бројот на инспекцијски надзор, казнувања и постои ли некој начин тој проблем да биде решен? Па видите, во таа насока мислам дека ова е како мој предлог, првиот човек на Куманово, господинот Максим Димитриевски, кој изузетно има шлиф за животната средина, има интерес и буквално не поддржува во сите такви акции и вие сами знаете дека е редовен учесник.
Мислам дека треба да не покани сите субјекти кои се занимаваме со таа област или имаме врска со таа област, тука се и комуналните инспектори, тука и МВР. Го спомнувам МВР затоа што според законот за прекршоци во јавниот ред и мир има една ставка таму каде што оној што загадува животна средина може да се казни до 400 евра. Во таа насока ние имаме и предлог, чекаме некој такво советување или форум каде што ќе предложиме покрај она казнена парична мерка, а граѓанинот што ја загадува животна средина да биде казнет и со општествено корисна работа каде што надлежната институција за тие казнени мерки ќе му одреди мерка чистење на одредена површина или кај од реката било што. Од неодамна во градот започна да функционира и селекција на отпадот. Подготвени ли сме за вакво нешто доколку се уште го фрламе отпадот покрај контејнерот, а не пак да го ставаме одделно во местото каде што припаѓа? Па видите, сега во тоа се напори на локалната заедница со јавното предпријатие за потикнување, односно иницирање на активности на самите граѓани да ја започнат селекцијата. Меѓутоа, ако земеме во превид дека да кажем, овие 3 години граѓанството не учествува во еколошките акции. Ако после екипите на јавното предпријатие оние што ги чистат улиците, го собират сметот, ги одржуваат зелените површини, по нивно заминување, состојбата се враќа во она првобитна, значи малку прерануваме. Прво да се развие свест. Затоа што имаме и злоупотреба. Ако е контейнер за пластик, што се фрла сосема друго нешто. Значи, ние првенствено треба да поработиме на развој на таа еколошка свест, па потоа и културата. Како здружение дали сте отворени за граѓаните да примате од нив совети, предлози за уредување на одредена локација? Видите, ние на мејл адресата на здружението добиваме редовно огромен број на предлози. Значи, тие предлози се разгледуваат, па потоа ги предлагаме на јавното предпријатие и на општината за да влезат во програмата на советот. За ова година сигурно ќе имаме низа предлози. Тоа се мерки по предлог на граѓани, поточно кажано локалитети. И не знам, сепак има и оние предлози кои се надвор од домен на локалната самоуправа, каде што да кажеме има предлози за уредување на речните корита надвор од градското подрачје, што практично не е под ингеренција на локалната заедница, потоа за уредување на споменички комплекси каде што без разлика како вид на активност ќе спроведете, морате да земете одобрение од некој научна институција која се грижи за нив. Така да ние се концентрираме само на оние активности каде што не ни треба одобрение, значи она амбиенталното уредување, а не и действија, да кажам конкретно на споменик Костурница, Менкова кулива, студена вода доле, значи не го чепкаме самиот споменик, туку делот околу него. Кумановски акцијаши, освен во Куманово, се вклучува и во акции и на ниво на државата. Секогаш бевте тука кога ќе ве повикаат граѓаните, мислам дека бевте вклучени во поплавите во Скопско и слично. Но еве започнавте да делувате и на меѓународно ниво, често може да се видат вашите представници надвор од Македонија. Па пред да ви кажам по ова прашање, да кажам една информација дека Кумановски акцијаши се единствено здружение на Балканот кој има дипломатски кор. Тоа се наши амбасадори на пријателство,
кои ние ги именуваме во оние земји надвор, значи од Македонија и пред се тоа се државјани на тие земји, кои практично работат на афирмација на кумановски акцијаши и на Куманов. Значи, нивната задача е да го промовират Сдруженијето надвор од граници и општината Куманово. Значи, не во смисла на политика, туку од областа која действуваме, волонтерство, акцијаштво, заштита на животна средина. Кумановски акцијаши редовно, значи, учествуваме на сите оние работни средби, ги избегнуваме оние што ние велиме туристички средби, туку чисто оние манифестации кои се од работен карактер. Затоа што наша определба е да водиме млади луѓе со нас и нашите искуства, дружењето, работата да ја споделиме со младите и практички нашата акцијашка кауза ја шириме кај нив. Покрај волонтеризмот, вие сте и вработен. Колку е напорно, колку имате време за сето ова? Ако се сеќавате, имаше еден напис за мене, Кумановец кој волонтира 7 дена. Апсолутно 100% сум ангажиран, значи и на работа и во здруженијето. Кога се сака областа во која сте член или со години сте, за мене е тоа нормално. Не е тајна, ќе кажам, во своја 56 годишна возраст, 48 години активности. Се научив. Имав само една година пауза по која сопругата ми каже: човеку, фати се. Работи нешто. На што ги се посветите во моментов? Па видите, моментално имаме една заедничка активност со клубот на армиско-полициски ветерани, уредување на еден простор во село Пелинце, каде што беше предстојуваше првата британска мисија за време на Втората светска војна. Тоа не е прва наредна активност, тоа ќе биде на 3. Потоа имаме одбележување на денот на ослободување на Куманово. Насловот е Слободно Куманово, каде што ги покануваме сите сродни здруженија од Македонија, нашите побратими од Лопаре Република Српска, Бреза Федерација Босна и Херцеговина, амбасадорите на кумановски акцијаши од сите земји. Мене ми е жал што нашата амбасадорка од Бразил ќе не може да дојде, си има своји причини. Зошто? И нормално сега и нашите нови другари од Ниш, од клубот на бригадири Ниш, каде што минатиот викенд бевме и склучивме спогодба за соработка, што за кумановски акцијаши е голема чест, затоа што се работи за едно доста старо здружение кое е доста активно. Јас следеле работата на кумановски акцијаши полни 2 години и видоа дека имаме заеднички допирни точки, одлучија да склучиме спогодба. Ние ја прифативме и во недела беше склучена спогодбата. Сега тие исти луѓе на 9 и 10 ноември се наши гости. Тоа е било. Ви благодарам многу, ви посакувам успех и се надевам дека што повеќе кумановци ќе се приклучат во вашите акции. Ако може само додаток еден на сето ова. Имаше една средба во организација на градоначалникот, каде што бевме представници на многу здруженија. Јас и тогаш реков, еве сега јавно ќе кажам, нека биде тоа јавна критика, добронамерна критика секако. Ако Куманово има негде, што те знам, 2-3 здруженија. Ако оние кои редовно се активни 100, кога се организират еколошки акции, јас и минатиот пат реков, срамотно е тие здруженија да не можат да пратат еден член. 100 здруженија
Тоа се 100 луѓе. Можеме да завршиме многу и тоа е се во интерес на сите нас. Значи, почнувајќи од децата и до ветераните. А ги нема. Ова го велам затоа што сите статутарно имат зацртано, како што секоја политичка партија во својата агенда има активности од сферата на заштита и унапредување на животна средина, така и секое здружение има барем еден дел кој се вели заштита на животна средина. Тоа е било. Ви благодарам. Мола. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.